Тука со мене во студиото е Дејан Андоновиќ, мојот колега, кој вообичаено дава анализа на почетокот од секој работен ден. Ќе говориме за Украина, но прво да го спомнеме земјотресот во Турција, ако не се лажам. Да, веста на денот или изминатото ноќ и утринава и во моментов е тоа вест број 1 во светот, дури не е ни Украина, е разорниот земјотрес 7,8 степени некаде во Турција и Сирија. Големи штети, над 500 загинати во моментов. Тоа е се последните информации. Не сме сейзмолози, не можеме да ги анализираме состојбите. Гледам дека колеги од странските медиуми шпекулираат што е причината на земјотресот. Земјотресот е многу јак според Рихтер. Делот каде што удрил и каде што се голем. Треба да има причина за земјотрес. Па добро, има во новото војување веројатно има и причина за земјотрес, но ајде да не шпекулираме. Но едно е сигурно, погодени се делови каде што живеат, да кажеме, посиромашни луѓе, па веројатно и бројот на жртвите е таков поради лоши градби и се, но генерално многу силен земјотрес се почувствувал дури до Кајро, до главниот град на Египет, таа голема раздалечина, и она што можеме само да констатираме е дека над 500 загинати, што е голема бројка. Бројката веројатно ќе расне. Спасувачките екипи се на терен, се уште не знаеме, и покрај тоа што тоа се, да кажеме, делови каде што нема традиција да има наши граѓани, но ајде ќе видиме и МНР утринава дали ќе излезе со некакво соопштение, она, знаеш, традиционално дека нема наши, никој не побарал и така тоа, нели, како што оди. Она што исто така едно предупредување, италијанската влада утринава, сега повторно велам, не можеме да ги коментираме тие состојби, не сме стручни за тоа, предупредува дека по овој разорен земјотрес ќе се појави цунами и силни ветришта. Што тоа значи ќе видиме во наредниот период. Ајде да оставиме да заврши следот на настаните. Веројатно ќе викнеме и некој гостин во недалава во утрински печат да ни објасни сеизмолог или некој кој тоа му е работа, ние да не шпекулираме новинари, но информативно вест број 1 земјотрес разорен 7,8 погодена Сирија и Турција, над 500 загинати. За жал, никогаш нели таа бројка не е конечна. Веројатно долго време спасувачките служби ќе ги откопуваат срушените објекти на повеќе локации. Тоа важи за Турција и за Сирија. А што е со Украина? Читав од Сабајлева дека русите имаат иницијатива на повеќе точки. Па Русија полека ја започна на морам така да изразам, барем според извештаите на машинерија. Сепак Русија е силна војска, на мелење без многу помпа, по оние промени кои се направија во руската воена команда, преземањето на нови должности, на нови команданти, уфрлање на околу 500.000 војници, велат извештаите, почнува да уште трае борбите околу Бахмут, значи Донецкиот регион. Од утринава по улици има улични борби во Бахмут. Јас морам да признам дека не ми е јасно зашто украинците го држат Бахмут по секоја цена, но тоа ајде ќе го ставиме на некои постручни, повторно велам, бидејќи многу жртви отидоа таму, ајде русите се настојчиви да го освојат Бахмут, но украинците го бранат по секоја цена, иако нивните први сојузници, советодавачи, британското разузнавање полно пати се подсмеваше на руската иницијативата во Бахмут, велејќи дека премногу жртви за небитна точка на украинскиот фронт, но очигледно е важно бидејќи украинците го бранат. Тоа ми е логиката. Значи Бахмут е предпаѓање, кои се следните фази на операцијата ќе видиме. Во меѓувреме, случајно или не, вчера е сменет украинскиот министер за одбрана Резников, кој беше чие менување беше најавено. Ќе потсетам, Зеленски, председателот на Украина, најави дека ќе дојде до промени во политичкиот и воениот врв на Украина, и покрај тоа што она што излегува во светската јавност велеа дека добро им оди борбата, зошто ги менуваат, не знам. Резников се менува поради корупцијски скандал, не го направил тој како министар, но се случило во неговото министерство, па веројатно како или да му сочуваат достоинството и дигнитетот, или како чувство на одговорност се трга од таа позиција, ќе биде веројатно идниот министер за правда. Додека на негово место доаѓа досегашниот началник, досегашниот директор на
украинското воено разузнавање, човек кој и како очигледно е обучуван за оваа позиција што треба да биде, и покрај тоа што нели министер за одбрана не мора да е војник и не мора да е многу стручен војнички, но го става токму него веројатно или се работи за некакви неуспеси и промашувања, или пак се зацврстуваат редовите во украинската команда. Резников е преместен на друго министерство. Да, реков ќе биде најверојатно украински министер за правда, но се трга од оваа позиција сега во моментов, знаеш, Срđan, најжешка е таа позиција, министер за правда, а ќе подсетам дека украинците имаа проблеми со Министерството за внатрешни работи, нели, актуелниот министерот кој беше доскоро загина во хеликоптерска несреќа, неговиот претходник беше претресуван на куќата каде што поради корупцијски скандали и проневера на оружје кое доаѓа од Западот и веројатно финансиските средства, на неколку пати до сега му е претресуваа куќата, тоа се случи минатата недела. Очигледно се работи за војна, кога е војна се знае, корупција, профит и така тоа. Очигледно украинската влада има проблем за тие две клучни министерства со некакви скандали и корупција. Ќе видиме што ќе биде. Едно е сигурно, оваа промена е, тие велат нормална, бидејќи да подсетам веќе година дена трае војната. Од друга страна ќе видиме какви ќе дојдат замени, се очекува да видиме во украинскиот генералштаб, бидејќи ќе подсетам началникот на генералштабот Заложни, војникот кој покажа дека еве може да се справи со сета таа помош на Западот, да се справи со моќната руска армија, многу пати до сега не се согласуваше со Зеленски, особено со неговите идеални најави дека Крим кај да ќе го освојат и така тоа. Се зборува подолго време дека Заложни би можел да биде човекот кој би го наследил Зеленски, но исто така многу од извештаите велат дека Заложни може би тајно преговара со русите за да запре оваа војна, да дојде до примирие, бидејќи јасно е дека Украина нема да успее. Може би ќе успее да се одбрани, ама која ќе биде цената и што ќе остане од неја ќе видиме, бидејќи Западот еве испраќа првиот тенк дојде утринава во Украина, малку нели малку чудна информација, каде што тек допрва треба да се обучуваат посадите, еве и да дојдат 500 тенка, додека тие се обучат и се русите ќе дојдат до Киев. Во врска со ние нели промени и борба со корупција во Украина, дојде веста дека и градоначалникот на Киев Кличко е под некаква истрага поради тоа што биле потрошени од неговиот буџет 500.000 гривни за промоција на градоначалникот. Веројатно има некаква политичка подвоеност таму. Нормално е, сега нормално не можам да обвинам, но имаме искуства, сме гледале дека секогаш која е војна има корупција, а и кога нема војна има корупција. Подолго време таа корупција се држеше под, нели се во јавноста западната пропаганда сакаше да представи дека све е идеално, сите сме ние заедно, се бориме против едно зло, тоа е руската агресија и тоа е во ред. Меѓутоа подолго време има искрена релација Кличко, градоначалник на Киев. Ке подсетам, Киев има 3,5 милиона жители. Градоначалникот на Киев има повеќе луѓе него Македонија. Така да судир имаше со Кличко, поради оние кога Киев беше напаѓан почесто од руската артилерија, Зеленски дојде во Киев и му забележа на Кличко дека нема доволно скривници за граѓаните, а од друга страна Кличко му одбруси дека вие ништо не вложивте ние да имаме скривници, туку не оставивте на цедило, сепак тоа е голем град. Тие веќе подолго време не се удобри политички односи. Ова со началникот на генералштабот на украинската армија веќе подолго време познато дека, а и секогаш у една војна, војската и државниот врв не се секогаш од иста, у смисол не гледаат исто решение. Едните политичарите знаат да наредуваат, а војската знае што може, а што не може од целата приказна. Значи, тука имаме ова што се случува со, особено тие две клучни министерства, кога е војна упрашање, а тоа е Министерството за одбрана, рековме. Замена не е добро, додека Русија се подготвува за голема офанзива, а Украина за контраофанзива, да го менувате
министерот за одбрана и покрај тоа што повторно ќе кажам, министерот за одбрана има некоја друга улога, нема командна што се однесува до војна, но сепак лоша порака се праќа веројатно пред се на украинците кои сега се малку и можеби загрижени зашто се тоа се случува, им се менува досегашниот министер за одбрана. Чинел 365 дена, 366 не чини. Тоа е мојата логика и пред се овие корупцијски скандали околу министрите за внатрешни работи. Ке подсетам, последниот загина во хеликоптерска несреќа, остана енигма дали беше погоден од руски авион, од руски проектил, дали се урна од чиста мира или можеби некој нешто му направи. Во секој случај загина актуелен министер за внатрешни работи, претходниот е пред апсење, што само укажува дека нешто не е баш во украинскиот државен врв така како што сакаат да ни прикажат медиумите кои ние ги следиме. Добро, значи, Украина мислам дека исцрпивме така. Не е исцрпено. Не е исцрпено, до за денеска е доволно. Додиме неколку минути да двоиме на оној настан во Соединетите Американски држави. Кој се уште трае. Кој се уште трае, да. Американците, американското воено воздухопловство го урна така наречениот шпиунски балон на Кина. Што се наредба на председателот Бајден. Што се случи изминатите денови беше забележан чуден летечки објект кој подоцна беше констатирано дека се работи за балон кој лета во воздушниот простор на САД. Тоа личало на метеоролошки балон и практично и веројатно се водел како метеоролошки балон. На американците тоа им станало многу сомнително, се дознало дека е балон, метеоролошки балон на кинески метеоролошки балон, што дополнително го дигна алармот, 3 дена го следеа и на крај Бајден, председателот на САД, помпезно излезе во јавноста завчера и рече, му наредив на американското воено воздухопловство да го урне балонот. Балонот беше урнат од страна на борбените ловци на САД. Неговите остатоци паднаа во Јужна Каролина, односно на брегот на Јужна Каролина, значи некаде во Атлантикот, и сега американците ги бараат сите остатоци и сите компоненти, сака да видат за што се работи. Од друга страна, Пекинг излезе и рече дека тоа е метеоролошки балон, кој поради струење на ветерот, и условите во временските услови го донеле над Соединетите Американски држави, случајно или не се разбира, ќе видиме, и ги обвини американците дека дигаат помпа и сака да ја обвинат Пекинг дека се работи за шпиунско летало. Го побараа назад, американците им рекоа први да видиме за што се работи, сигурно нема да ви го вратиме, и дојде до една тензија која е резултат на повеќе годишна недоверба помеѓу Пекинг и Вашингтон. Особен проблем испадна и вчера кога над Колумбија, јужноамериканската држава Колумбија, која е во непосредна близина, впрочем, на Соединетите Американски држави, е забележано уште едно такво летало или балон кој не успеа колумбиците да го урнат, иако го бркаа, не знаат сега каде се, дали се работи за шпиунско летало, дали е тоа некоја нова направа на кинезите, кои се обидуваат, знаеш, воздушниот простор, кога е покриен, тие делови веројатно потешко се забележуваат, не можам да кажам и не знам и не ми е јасно дали денеска така се врши шпиунажа, но и нормално, јас сум новинар и не можам да знам, но она што можам да знам е дека шпиунски сателити, балоните некако... Да, а сега балон малку е чудно, а и малку е чудно и со авион да го урнувате, пошто тој е балон. Сега не знаеме ни колкава е големината, важно многу високо бил. Така да американците утринава ја слушав изјавата на Пентагон кој соопштија дека е урнат, дека се бараат сите компоненти, да видат за што се работи. Тој што е забележан над Колумбија се загуби негде, никој не знае каде. Се уште има дилема дали се 2, 3, 4 или само еден балон. И рекоа дека кога ќе ги најдат сите компоненти, ќе ги испитат и ќе видат за што се работи, нема да ги вратат на кинезите. Пекинг официјален утринава исто така реагираше, обвинувајќи ги Вашингтон дека прават тензија, дека сакаат да ги влошат и онака лошите односи со Кина. Така да, ајде ќе видиме наредниот период што ќе биде и како ќе биде, но едно е сигурно, тензии на сите чекори ако приметуваш во свет. Дали можеби е ова страв од нешто, од некакви сознанија, дали може би обид на американската администрација за дефокус, ќе видиме. Дејан,
мислам дека главните теми се исцрпени, другите информации поврзани со светот, со Европа и со регионот. Нашите читатели ќе може да ги прочитаат на сајтот на Слободна А печат. утре во студиото ќе ги заанализираме овие работи кои денеска се уште не ни се нели јасни и уште се развиваат Секако, како да. нас. И ќе имаме и повеќе информации за земјотресот и за украинската криза. Тука е крајот на првиот дел од утрински печат. По кратка пауза ќе го видите и нашиот прв гостин.